Демонстрациите на главниот плоштад во Киев, Мајдан, започнаа кога тогашниот председател Јануковиќ одби да потпише пакт со Европската Унија и наместо тоа избра поблиски врски со Русија. Јулиј Техеров тогаш бил студент. Во раните утрински часови на 30 ноември 2013 година тој бил во центарот на плоштадот Мајдан, кога украинската полиција насилно ги нападна демонстрантите. Не мислев дека ќе имам толку многу последици од тепањето. Но кога се погледнав во огледало, половина од мојот грб беше со модринки. Насилното растурање на демонстрантите предизвика уште повеќе демонстрации кои траеа 3 месеци, со стотици жртви. Овде го добив еден од моите потреси поради полицијата. Јулиј цело време бил на плоштадот Мајдан, а револуцијата му оставила траги за секогаш. Демонстрантите победија со нивната револуција кога Јануковиќ побегна од градот. Но нивниот триумф беше проследен со руската анексија на Крим, а подоцна и почетокот на руско-украинската војна на истокот на земјата. Сето тоа ги променило плановите на Јулиј. Сакав да бидам познат диџеј и да правам електронска музика. Но гледате како излезе животот. Војната на истокот започна и јас, како и сите мои другари, се приклучив на војската. Јулиј сега е капетан во украинските вооружени сили. Мајдан го променил животот и на Оксана Сивак. Во тоа време таа работела како гинеколог и отишла на Мајдан да лекува болни и ранети демонстранти. Моите пријатели и јас облековме бели мајци врз нашата облека и нацртавме крст со кармин на нив. Отидовме до првата барикада, каде што ги примив првите ранети. Оксана го опишала како контролиран хаос. Сите, вели таа, некако јасно сватиле кој што треба да прави. Имавме дури и распоред. Лекарите од Киев обично доаѓаа на Мајдан ноќе. Лекарите од другите градови земаа одмор за да бидат на Мајдан и беа таму во текот на денот. По Мајдан, Оксана ја напуштила медицинската пракса и сега повеќе е вклучена во промовирањето на здравственото законодавство. На почетокот на целосната инвазија ја сретнавме истата група пријатели што ја имавме на Мајдан и реков дека сите сме истите луѓе, но мојот пријател одговори дека бевме повеќе. Нашите деца пораснаа. Активистите велат дека револуцијата на Мајдан се уште трае за нив, додека се борат против рускиот напад врз суверенитетот на Украина и ја продолжуваат својата борба за демократски реформи во западен стил во нивната земја.